Почитување почнува уште едно издание на Само прашај. Овој пат наша тема се брзите кредити и така наречените продавници за пари. Познати спортисти ги рекламираат, граѓаните посегнуваат по нив, а потоа се жалат дека влегле во финансиски вител. Дополнителните трошоци и провизии ја прават сумата што треба да се врати неколкукратно повисока од она што е позајмено. Зачестија и онлайн измамите. Се злоупотребуваат лични податоци за подигнување брзи кредити. Таков пример ни носи колешката Анита Димитриевска-Велковска. Божикниот празник го поминах пеколно со секој ден да ти звонат од брзите кредити и да ти терат да платиш пари што не си ги земал. Това не се објаснува, па и дома кој ќе те разбере, и дома кој ќе те разбере. 204.000 денари треба да плати радовишанката Бети Кикирекова за брзи кредити кои во нејзино име ги подигнал колега од работа. Нашата соговорничка, која е хигиеничарка во детска градинка, ја оставила чантата во шкафчето, а колегата брцнал во нејзиниот паричник, ги извадил документите и ги фотографирал. Аплицирал за брз кредит во 7 така наречени продавници за пари. Кога се осигурал дека денарите легнале на сметката, ја украл нејзината картичка и од банкомат ги подигнал парите. Му помогнало тоа што неговата жртва во паричникот чувала и ливче со запишан пин код од картичката. Сега Бети нема дермано од компаниите кои постојано и звонат и си ги бараат парите. Ангажирала адвокат, а за случајот ја известила и полицијата. Мене лично ми се јавија од банката и ми известија дека сум зимала брзи кредити и това голема сума. Јас викам не е точно, не сум зимала брзи кредити и у тај момент звонам кај него, пошто знаех веќе дека е он. И јави се инспекторо и објасни ми што е работата пред банкарката. И така се разврте клопчето, наредното сабајле, пошто веќе затвараше полицијата, отидех на разговор, изјава, има признание од него, он беше притворен, одземени му се телефони и воде се истрага. Посочениот колега, освен од Бети, украл податоци и од уште една колешка, а се обидел да оперира и во друга градинка, но бил откриен. Освен свежи пари со кредит одобрен на брз начин, си купил и бела техника. Звонот ми тука па на работата, вика, земали сте бела техника. Викам, како бела техника? Вие, вика, треба да платите, нели, бела техника, вика, шпоре. Викам, а дека однесено това шпоре, на која адреса е? Вика, вие сте земали. Не сам јас, викам, земала. И секам, јас почнах од страх со мажо ми, почнаваме да плакаме, нели, од што не е страх. И сега сакам некој да ми се вратат парите. Лани во МВР се пријавени 43 случаи на измами со брзи кредити. До обвинителството се поднесени 16 кривични пријави и 24 писмени известувања. Во рамки на расветлените случаи пријавени се 24 сторители. Чувствувах се виновно, сама јас се чувствувах виновно и многу од што знам дека никој ништо нема да реши. Од групацијата на небанкарски финансиски друштва при Стопанската комора велат оти се зафатени и во друга прилика ќе одговорат на нашите прашања. Неупатија одговори да бараме во веќе објавените изданија на бизнис магазините. До тогаш, жртвите од нашата приказна велат ќе го чекаат епилогот од предстојната судска постапка. Гости во Само прашај се Иван Недев, раководител на одделот за банкарски и небанкарски институции во Министерството за финансии. Добре дојдовте. Добре ве најдов и благодарам на поканата. И Елена Таковска, Кредит Протект, Здружение за заштита на правата на корисниците на потрошувачки кредити. Добре дојде и за вас. Добре ве најдов. Благодарам на поканата. Недев, Министерството за финансии треба да има контролата над работата на овие небанкарски финансиски друштва, како се движат каматите и зошто се дозволува овие дополнителни трошоци да бидат толку високи? Бидејќи очигледно дека граѓаните имаат потешкоти да ги враќаат парите. Така. Најнапред би сакал да ви се заблагодарам на поканата, што ќе зборуваме денес на оваа тема која што гледаме дека е се поактуелна за граѓаните. Во врска со вашето конкретно прашање во делот на каматната стапка,
Истата е ограничена со Законот за облигационите односи на 8% плюс референтната стапка на Народната банка, односно финансиско друштво, не само финансиско друштво, туку и банка и штедилница не може да одобри потрошувачки кредит доколку каматната стапка надминува 12,75%. Меѓутоа, не е само каматата трошок во овие договори за потрошувачки кредити, бидејќи тука имаме и други видови на трошоци, како што се трошок за одобрување на кредитот, за аплицирање на кредитот, евентуални трошоци за доцнење доколку ги има во отплатата и така натаму. Би кажал дека би ги поделил главно за да биде појасно овие трошоци на два дела, односно трошоци кои што во моментов се ограничени во годишната стапка на вкупни трошоци и трошоци кои што не се ограничени. Трошоците кои што се ограничени се оние трошоци кои што на финансиското друштво му се однапред познати и како такво е должно да ги вкалкулира во годишна стапка на вкупни трошоци, кои што согласно Законот за заштита на потрошувачи при договори за потрошувачки кредити е ограничена. Меѓутоа, како што кажавте, оние дополнителните трошоци, втората категорија на трошоци, се оние трошоци кои што во моментот не се ограничени, односно финансиското друштво станува збор за такви трошоци кои што друштвото не ги знае однапред дека би можеле да настанат. Како на пример овде спаѓа трошокот за доцнење, бидејќи при одобрување на кредитот не може самиот кредитор во овој случај да знае дека некој би доцнел со одобрувањето на кредити. Од континуираните надзори кои што ние ги вршиме како министерство, констатиравме дека во последно време токму овие дополнителни трошоци кои што не се ограничени се несразмерно високи во однос на одобрениот кредит. Токму поради ова, како министерство, подготвивме измени во Законот за финансиските друштва, со кое што ги ограничуваме и ја ограничуваме и оваа втора категорија на трошоци. Каде го лоцирате главниот проблем во недоволната транспарентност овие друштва? Знаат ли воопшто граѓаните во што се впуштаат кога отишле да поземат пари и да ги потпишат договорите? Проблемот, да, точно како што кажавте, транспарентноста е многу голем проблем, особено кај финансиските друштва, иако законски се обврзани на транспарентност и на детално објаснување на условите под кои што ќе ги користат кредитите потрошувачите. Целата таа постапка во пракса се, да кажеме, на еден начин се прескокнува. Воопшто не им се предочуваат сите трошоци со кои што ќе се соочат клиентите. Како што сте свесни, гледаме некои реклами каде што се објавуваат некои ниски камати, луѓето се лажат дека реално добро ниска е каматата да земат кредит независно дали таа камата нив ги примамува да го земат кредитот или навистина имаат потреба, меѓутоа веќе кога се водат по таа каматна ставка што е објавена. Проблемот е што реално нигде не се објавува колку е стапката на вкупни трошоци за тој кредит и граѓаните не се запознаени, а воопшто немаат никаква представа какви други трошоци ги очекуваат. Тие административни трошоци за одобрување, за исплата, за понатамошна обработка, за доцнење. Буквално граѓаните се доведуваат во ситуација да бидат изненадени веќе штом ќе задоснат, пример, малку неколку дена со некоја рата да им стигне долг што е многу дупло поголем од износот на ратата што веќе го должат. И реално, освен во нетранспарентноста, тука голем дел може да се припиши на можности на самата постапка, особено сега се со зголемување на онлайн аплицирањето за кредити, електронско подпишување на договори, електронска идентификација. Целиот тој процес придонесува за граѓаните се помалку и помалку да се свесни што подпишуваат и каков тип на кредит земаат и со какви трошоци ќе се соочат во иднина. Дополнителен друг проблем што се појавува во овие ситуации, освен трошоците што се засметуваат, веќе кога клиентот е во задоцнување, како опција што се нуди од финансиските друштва, што многу се промовира е некој рефинансирање на тој кредит, самата финансиска институција да го рефинансира кредитот. Тука граѓаните не се свесни дека реално не е долгот по кредитот, плюс и тие трошоци за задоцнување, административни трошоци, провизии, се комплет што било засметано. Дополнително за тоа рефинансирање финансиското друштво ќе им направи некоја дополнителна административна провизија, трошок или слично. И целиот тој износ постојано и може да се имаме случаи каде што се е зголемен износот на првичниот долг и до 10-кратно повеќе, па и многу поголем износ од тоа да должат понатака во иднина. Зошто воопшто се дозволува онлайн да се подигнуваат вакви брзи кредити
кога евидентно се појавуваат како во конкретниот пример проблеми затоа што не може да се изврши физичка идентификација на човекот што сака да го подигне кредитот. Да бидеме појасни, во тој случај оној на чие име е земено, тој треба да го врати, а потоа сметките да се ги рešуваат по судски постапки. Така, точно е дека дел од финансиските друштва возможуваат онлайн аплицирање за кредит, односно онлайн, она што го велиме онлайн кредитирање. Сепак ова е неизбежен процес во денешно време, бидејќи дигитализацијата е се поприсутна во македонското општество и тоа не само во делов на онлайн кредитирање, туку веќе навлегува и во другите области. При што самиот процес на онлайн аплицирање не е проблем е како што кажавте овие можните злоупотреби со личните податоци. Тоа во нашиот кривичен законник е кривично дело, односно е уредено дека доколку се земе кредит во туги име, односно со туги документи е казниво и со казна затвор. Надлежни институции, како што видовме и во прилогот господјата која што пријавила во Министерството за внатрешни работи, тоа е вистинскиот потек и сметам дека за кратко време Министерството би го открило лицето кое што ја прави оваа злоупотреба. Овде би кажал дека не би требало да се шири паника дека личните податоци не ни се заштитени или дека финансиските друштва не обрнуваат внимание, бидејќи и во самиот прилог од податокот дека околу 40 пријави имало претходната година во овој дел, а при тоа се одобрени над 50.000 вакви онлайн кредити, сепак станува збор за минорен процент, но сепак секако дека треба да му се обрне внимание. Споменавте и вие, познати спортисти ги рекламираат овие брзи кредити, некогаш се вели каматната стапка е 0%. Дали е ова мамката на која што се фаќаат граѓаните? Реално, каматната стапка кај некои финансиски друштва за некои продукти некогаш им е 0%. Меѓутоа, тоа е само каматната стапка на главницата што се смета. Тоа не се вкупните трошоци за кредитот, тоа не е стапката на вкупни трошоци. И тоа е тоа што реално клиентите не се запознаени дека ќе го имаат како трошок. Точно, доста познати личности, да кажеме бренд амбасадори за овие финансиски друштва, ги рекламираат овие кредити, со тоа ги прават попримамливи, попристапни за граѓаните, затоа што нели кога гледаме некое познато лице дека рекламира некаков продукт, не би помислил некој дека во позадина може да има некои скриени трошоци или многу поголем износ. Дури, значи, кредитите да бидат рекламирани со 0% камата, тие никогаш не се без одреден трошок. Секогаш се засметува некаков трошок што максимум, што може да слободно да кажеме дека е многу поголем од каматните стапки, да речеме за некои кредити што се земаат од банки или од штедилници, конкретно финансиските друштва речиси во секој случај го искористуваат максималниот износ на стапката на вкупни трошоци, кој што во моментов е над 50%. Варира врзано и со каматната стапка со законот за облигации, може да биде помала и пониска, меѓутоа секогаш во сите случаи без исклучоци одат речиси до максимумот. Значи, ако е стои 0% каматна стапка, таа не е никогаш 0%. Дали со законските измени ќе се решат проблемите? Да, дефинитивно со законските измени кои што веќе ги предложивме ги подготвив во Министерството за финансии, кои што се и поминати во владата, моментално се во собраниска процедура, очекуваме дека најголемиот дел од проблемите за кои што дискутираме да се решат, ова особено во делот на трошоците кои што ги наплатуваат дел од финансиските друштва, особено при овие така наречени брзи кредити. Како што кажав и претходно, ги ограничуваме онаа втората категорија на трошоци, кои што до сега не беа ограничени, главно трошоците за доцнење, трошоци за дополнителни услуги и така натаму, на максимум 60% од износот на кредитот. Значи би направиле на груба пресметка, доколку по донесувањето на законот, доколку некој земе потрошувачки кредит од финансиско друштво, ќе треба да врати најмногу до износот на кредитот кој што го земал. Пример, за 20.000 денари да врати грубо пресметано околу 40.000 денари. Велам груба пресметка бидејќи зависи самиот процент од референтната стапка на Народната банка, кој што понекогаш се менува, меѓутоа не толку често и не во голем процент. Зошто се проблем оние дополнителните трошоци? Затоа што, како што кажавте и денес, понекогаш го надминуваат и десеткратниот износ на кредитот. Дополнително покрај трошоците, го спомнавме и рефинансирањето,
во кое што граѓаните влегуваат во едно така наречено спирално кредитирање, односно не може да го исплати едниот кредит, зема кредит повторно во финансиско друштво, да го затвори претходниот и така натаму повеќе кредити, во кое што ќе дојде состојба воопшто да не може да врати ниту една рата, односно да западне во презадолженост, така што уредуваме дека финансиско друштво нема да смее да му одобри нов кредит на граѓанинот доколку тој веќе е задолжен и доколку доцни со отплата на тој кредит во тоа финансиско друштво. Дали овие финансиски друштва воопшто водат сметка за тоа колкави се примањата на граѓаните кои што сакаат да подигнат ваков кредит, па да се направи сооднос со ратата? Да речеме, кога одите да подигнете кредит од комерцијална банка, еден куп документи ви требаат? Воопшто не водат сметка за вакви критериуми. Се среќаваме со исплатени кредити на невработени лица, на приматели на социјална помош, што реално финансиското друштво во самиот почеток е свесно дека тоа лице нема да може да го отплаќа тој кредит. За разлика од банките, финансиските друштва користат некои скоринг системи и моментално ги проверуваат само во Македонско кредитно биро дали истите се задолжени, колку се задолжени, колку денови доцнеле по одредени кредити што ги имаат. Во пракса, иако велат дека прават некаква анализа, освен тие скоринг системи што ги гледаат, пример, во зависност дали зима плата, колку е задолжен по рати и слично, не прават никаква детална анализа за како што прават комерцијалните банки. Освен, да кажеме, лична карта, дури не им барат потврда дали се вработени, дали се на неопределено или определено, бараат некои изводи од сметки или слично и многу мала слаба е контролата колку тоа лице во иднина ќе може да го сервисира и да го отплаќа кредитот. Дури некогаш и да речеме може и тенденциозно, знаејќи дека некој лице нема да може да го отплаќа кредитот, они исплаќаат кредит затоа што се свесни дека во иднина на ваков или онаков начин, дали во нормална постапка или во присилна постапка ќе ги наплатат тие средства од должникот. Они имаат законска можност да започнат постапка за присилна наплата. Меѓутоа не го користат тоа, туку ги остават да бидат во досење подолг временски период, некогаш 6 месеци па и до година дена со цел да се соберат повеќе, да се акумулираат трошоци за да доцнат отплат, кои што они во иднина ќе ги наплаќаат во извршна постапка од клиентите. И откако ќе помине тој одреден период, оние започнуваат таа извршна постапка и потоа да плаќаат од одредени примања што ги има лицето, па се имаме лица што ќе се со потрошувачки кредити што ги земале, да кажеме, за некои основни потреби, се доведуваат во ситуација да ги отплаќаат тие долгови во наредни 10 години. Во тој момент, нели, во извршна постапка, законски се ограничува долгот кој што може да се наплати, нели, во зависност од износот на платата, може да им наплаќаат во извршна постапка максимум 1/5 или 1/3 доколку се вработени приматели на одредени примање по основна плата. Меѓутоа, може да се каже дека веќе кога е доведено некој лице во таква ситуација, финансиските друштва на еден начин помогнале некој лице во иднина да биде во финансиска тешкотија и да речеме во некои лавиринти, да не може да се одглави, да представува терет, да речеме, за економијата во нашата држава, не можејќи понатака да се вклучи во други економски активности и да се обезбедува средства за живот. На големите трошоци поврзани со брзите кредити предупреди и народниот правобранител. Да видиме какви прашања се отворија на оваа тема, па продолжуваме со разговорот. Често во рекламите стои дека брзи пари може да се добијат само со лична карта за 15 минути, без потврда од работа или проверка на банкарските салда. Ова е одлична можност за луѓето кои што се во тесно да добијат инстант финансиска инекција, но што прават компаниите за да спречат потенцијални измами? Јас сум измамена од кредитите, од брзите кредити и почнам да плаќам и сакам да знам дали ќе ми се вратат парите. Дали некој води сметка како се издават тие кредити на личности што не се они? За брзите кредити може да се аплицира лично во експозитурите на небанкарските финансиски друштва или онлайн со пополнување формулари во кои се внесуваат лични податоци. Мене ме интересира како е можел финансиските друштва да дозволуваат одреден граѓанин да извади брз кредит со туѓа лична идентификација. Ако подигнете кредит од 100.000 денари на една година, ќе треба да вратите околу 128.000 денари, зависно во која продавница за пари аплицирате. Каматите се движат меѓу 9 и 10%.
Но граѓани се жалат и на енормно високи скриени трошоци. Например, за истиот кредит од 100.000 денари, ако аплицирате онлайн, некои финансиски друштва ќе ви понудат кредитно советување. Оваа опција однапред е штиклирана на веб страницата, па ако не обрнете внимание, наместо да вратите 128.000 за подигнатиот кредит, по една година ќе исплатите 212.000, што е за 84.000 денари повеќе. Практично за кредит од 100.000 денари ќе вратите повеќе од двојно или 212.000 и тоа само за една година и тоа под услов ако плаќате редовно. Моето прашање е кој ги контролира овие финансиски друштва и на кој начин? Представки од граѓани стигнали и на адресата на Народниот правобранител. Омбудсманот Насер Зибери рече дека за кредит од 9.000 денари граѓанин требало да плати сума 8-кратно повисока. За доцнење со неговата исплата точно е, не се наплатува камата, меѓутоа се наплатуваат огромни трошоци. Така, за конкретниот пример, на име достасан надоместок наплатени се 2026 денари, за надоместок на доцнење дури 58.846 денари. Па кога на ова ќе се додаде износот за пратена опомена од дури 5.900 денари, долгот достигнува сума од 75.772 денари, што е за 8 пати поголема од главниот долг. Лани биле извршени 16 надзори во финансиските друштва, при што кај десетина се утврдени нерегуларности. На 8 финансиски друштва им е изречена глоба во вкупен износ од 16.000 евра. Не да ги слушавме граѓаните, дали овие друштва подлежат на ригорозни контроли. Споменавме во прилогот, лани биле извршени 16 надзори, кај 10 биле утврдени неправилности. Какви грешки уловивте? Како најчести прекршоци ги утврдивме токму нетранспарентноста, односно самите договори за потрошувачки кредити, не ги содржат сите законски пропишани елементи, односно не се пропишани точно колку трошоци треба да наплатат, кои се нивните права и така натаму. Потоа имаме утврдено погрешно пресметување на годишната стапка на вкупни трошоци, кај дел од друштвата пресметуваат стапка која што е надзаконски дозволената, имаме случаи со каматната стапка која што беше надзаконски дозволената. Она што особено обрнуваме внимание во делот на предвремената отплата на кредит, бидејќи малку кои од граѓаните знаат дека доколку предвреме вратат дел или целосно го затворат кредитот, дека финансиското друштво не сме да им наплатува преостанати трошоци кои што се во текот на целиот период на кредитот, односно е должно да му даде нов амортизационен план во кој што ќе бидат намалени трошоците за преостанатиот период на отплата. Исто така имаме утврдено дека кај некои од друштва не постои право за откажување од договорот за кредит, односно имавме жалба од граѓани по која што постапивме дека иако сакал во рокот тие 14 дена да се откаже од договорот за кредит, не му било таквото право дадено со тоа што бил принуден да плаќа дополнителни трошоци. За дел од овие прекршоци имаме изречено глоби, односно во изразени согласно законот за заштита на потрошувачи до 3.000 евра. Исто така имаме изречени повеќе административни мерки, наредби за отстранување на неправилностите. Дали казните за финансиските друштва кои што не ги почитуваат правилата се доволни или и таму треба да се интервенира? Според моје мислење и според однесувањето на финансиските друштва, казните се многу мали, минорни се во споредба со тоа со прекршоците што се случуваат и што ги прават. Реално тие казните што се однесуваат на некои елементи што ги засегаат граѓаните одат негде околу 5.000 евра, што е многу мала казна за да се принуди одредено финансиско друштво да се однесува на начин во согласно со законот. И покрај неправилностите, како што спомна Иван, што и ние ги забележуваме секој ден во работата и поднесуваме поплаки до Министерството за финансии, го известуваме, сме имале случаи каде што веќе е пронајдена некоја неправилност, пријавена е, меѓутоа друштвото претпоставуваме дека поминало низ соодветна контрола и било соодветно санкционирано, повторно се продолжува со злоупотреба на одредена, дали е одредба од законот или некој прекршување или начин на наплата на провизија или слично, што реално кажува на сликата дека казните не го постигнуваат ефектот што треба го постигнат кај финансиските друштва. Што би им советувале на граѓаните кои се решиле да земат вакви брзи кредити? На што треба да внимаваат?
би ми требале повеќе од 3 реченици, меѓутоа ќе се обидам. Значи прво и најосновно е секогаш треба да се читаат договорите. Доколку нешто не им е јасно во договорите, задолжително да го прашаат вработениот на финансиското друштво, доколку повторно или не знае да им објасни или повторно не разбрале, на крајот на денот имаме 35 финансиски друштва можат слободно да се обратат во друго финансиско друштво. Она кое што повеќе пати го потенциравме денес, кредит со 0% камата не значи дека тој кредит нема трошоци. Дополнителните договори, како што веќе беше споменато и во вашиот прилог, оние се договори кои што не се задолжителни за одобрување на кредитот, меѓутоа знаат да предизвикаат значителни надоместоци, заради тоа граѓаните при аплицирање, особено при онлайн аплицирање, мора многу внимателно да следат што кликаат, односно дали ги одобруваат и условите за тој дополнителен договор, бидејќи со тој договор дел од друштвото всушност им наплатуваат големи надоместоци. Пак би го напоменала читањето на договорите, секако не се сите во можност секогаш се да прочитаат, не располагаме сите со исто финансиско познавање на терминологијата, доколку не се во можност или не им не е дадена прилика од финансиското друштво да прочитаат или да бидат запознаени со условите, може слободно нас да не контактираат како здружение, тука би им излегле во пресред, чисто да ги запознаеме во иднина со кои трошоци би се соочиле, како што имаме некои клиенти што не контактираат и за таква цел. Да обрнат особено внимание на веќе ако немаат простор да го исчитаат цел договор или ако се оди со електронско потпишување или аплицирање, дури веќе да е потпишан договорот, имаат рок од 14 дена ако забележат дека тоа што го потпишале не одговара со тоа што го очекувале, они може да се откажат од договорот за кредит, да внимаваат на одредбите каде што се дефинирани провизии, трошоци, дополнителни услуги, финансиско советување, брза исплата. Ако аплицираат онлайн, да внимаваат кои полиња се однапред селектирани, мора да имаат можност да ги одселектираат или ако не знаат што е значењето да го исконтактираат финансиското друштво или нас да не исконтактираат се со цел да видат дали позади тие опции што ги бираат има дополнителни трошоци што би можеле да ги обременат во иднина со долг по основ на кредитот. И најбитно од се, веќе ако се зима кредит, да се зима за одредена намера и потреба, целта да е оправдана, да не се зимаат средства веќе во ситуации каде што може и без тие средства, затоа што овие кредити реално што ги исплаќаат финансиските друштва воопшто не се ефтини, дури да ги нема тие скриени трошоци, стапката на вкупни трошоци е голема, се додека не се ограничат тие трошоци со закон, ќе мора да отплаќаат многу поголем износ од износот што го земале. Пред да се одјавиме да погледнеме неколку факти поврзани со брзите кредити. Небанкарските потрошувачки кредити, познати како брзи кредити, можат да се добијат преку филијалите на финансиските друштва што нудат такви кредити или преку интернет. Клиентот го потврдува идентитетот со документ за идентификација и не се потребни жиранти. Во повеќето случаи, луѓето ги користат небанкарските потрошувачки кредити за неочекувани ситуации во животот, кога им се потребни дополнителни пари. Ваквите кредити не се наменети како решение на долгорочни финансиски проблеми или други долгови. Домаќинствата и компаниите должат околу 124 милиони евра на финансиските друштва. Над 88% од долгот е на домаќинствата. Долгот кон финансиските друштва во вкупниот долг изнесува околу 2%, што не е загрижувачки на ниво на вкупното население. Сепак, одделни кредитокорисници се повисоко задолжени во однос на доходот, што им ја ограничува пристапноста до банкарски кредити. Минатата година се извршени теренски надзори кај 16 финансиски друштва, кај 10 од нив се констатирани неправилности. Во 2022 година се евидентирани 43 случаи на измами со брзи кредити. Најмладиот измамник, кој сакал да злоупотреби лични податоци за брз кредит, имал 16 години. Измамениот, чии лични податоци се злоупотребени и е наведен како клиент во договорот за кредитот, е должен да го подмири долгот во целост. Ако потоа во кривична постапка се утврди вината на измамникот, измамениот ќе може да побара да му бидат вратени сите уплатени пари од сторителот на кривичното дело. Недев Таховска, ви благодарам за гостувањето. Благодариме на поканата.
Почитувани, до следното издание на Само праше, останете со добро здравје. Пријатно.